Јас сум од Трговскијав, значи кога беа и таа вештачки наметната војна, и сум од 100% албанци, сум една од македонка која што работи во Трговскијав, значи никогаш не сум имала никаков проблем со албанците, од секогаш ме ценеле и ме почитувале и ме поддржувале во све, кога ми требало помош, сите ми помагале. Меѓутоа ова што се дешава сега е стварно многу жално, затоа што сите жалиме за еден млад живот, меѓутоа тој живот нема врска со кафанава што е изгорена тука. Собственикот на кафаната ниту помогнал да се изврши тоа убиство, ниту пак некого натерал да иде да го убие тоа дете. А најтрагично е сето тоа што убиецот е фатен, а се кршат дуќани на луѓе кои што уопште не се инволвирани во целата таа ситуација. Значи не е во ред никако. Ова се дешава негде околу 11 сати. Ние бевме тука присутни работевме до 9 сати. После 9 еве како што гледате дека се случи инцидентот тука нешто со децата. Мислим не е овој прв пат у Ѓорче. Значи Ѓорче, кој памтам ја 20 години сум со дуќан тука, никогаш не сме биле ми албанци тука мирни за секои ситни работи они искористиле дали ќе кршат дуќани, кражби, овие работи никогаш не сме били обештетени. Прво и од државата никогаш не сме да дојде они да не прашат. Ја ова све гледам овој сега случај е монтиран политички. Знаеш. Апелирам до овие нашите политичари тамо, пошто и господинот Груевски, премиерот, и он од Ѓорче, знаат многу Ѓорче добро и како функционира Ѓорче. Ако продолжат вака, и Ахли Ахмети, и овој господин Груевски, ја не знам до кај ќе ја водат ова државата. Значи не гледам ја као граѓанин, него гледам дека се води држава на правец. Они си гледат други работи, луѓето ги забораиле скроз, гледат кампања, уветот дека ќе има мир, ќе има ова. Спротивно кај нас се доаѓа секој ден инциденти, секој ден проблеми. Не е само кај мене ова што е сега прави на штета. И другите што се албанци тука во трговски центар имат и тие сите скршени кражби. Не е овој последниот пат и прето сме имале проблеми. Не, државата не зема никакви. Го видовме господинот Сокол Митревски, што вети он? Сокол Митревски ништо не вети, он си гледа своите работи, своите бизниси ги гледа, за народот не му интересира. Он гледа само негов интерес. Он до сега ништо не сме имале од него. Можда он направи за него интереси бизнис, ама за граѓани, за нас тука да не обештети, никогаш не сме имале такви. Или барем да дојде нешто да ни помогне тука. Покрај материјална штета, дали имаше некој повреден имало во моментот? Меѓу време не сум бил тука во објектот, ја работев 9 ова да се после негде околу 11 сатот кога слушав дека пожарот е наметнат тука во објектот кај мене и така. Мислим дека не со добри работите, до каде ќе стигнат ваки. Ако продолжат они вака, ќе продолжам, лично јас ќе земам акција што ќе почнам ја да кршам и да палам дуќаните. Апел јас ќе правам на Груевски и на Али Ахмети. Лично ако не преземат нешто, јас ќе земам и да ќе палам дуќани и ќе правам сами инциденти.